Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова телма Амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Бројни предрасуди ги одвраќаат мажите од преглед кај уролог и разговор за проблемите со кои се соочуваат. А потоа, кога ќе заболат од рак на простата, тешко им е да зборуваат за својата болест и последиците кои понекогаш се јавуваат, како што се еректилната дисфункција или пак инконтиненцијата, а кои имаат силно влијание врз квалитетот на животот. За добар квалитет на живот ракот треба да биде излекуван или сведен на хронична болест. А на кој начин се лекува, ќе ни појасни доктор Милан Ристевски, онколог во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, затоа бидете на телма. За ракот на простатата не постои превенција, затоа е многу важно навремено да се открие, односно да се диагностицира. Како се открива и на каков начин се лекува, ќе ни објасни доктор Милан Ристевски, онколог од клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Ракот на простата е релативно чест карцином кај мажите. Кај мажите еден од трите најчести. Кои се ризик факторите за негова појава? Има ли улога долготрајното седење, отсуството или пак пречести сексуални односи, премало или преголемо внесување на течности? Нема да верувате, првиот фактор е возраст. Пречестото седење е кај карциномите на тестиси. И тоа карциномите на тестиси се претежно типични за луѓе од помлада возраст. Карциномите на простата се типични за постари. Скоро извонредно е ретко да видиме пациент под 50 годишна возраст. Значи 50-та година е некаква... Како возраста оди понатаму, така ризикот се повеќе и повеќе и повеќе расте. А генетиката? Доколку во семејството, да речеме таткото, дедото, прадедото имале рак на простата? Го зголемува многократно ризикот. Со тоа што и кога зборуваме за ризик, треба да го објасниме ризикот низ призма на возраст. Значи, ризикот е помал во 50-тата, далеку поголем во 60-тата, уште поголем во 70-тата и кај оние што имаат оптеретување. Секогаш ризикот мора да го врзаме за возраст. Кај мажите постари од 60 години обично има бенигно зголемување на простатата. Дали тоа може да доведе до карцином, да преде? Може, долготрајните воспалени и воопшто кај простатата се смета дека основната причина е долготрајното хронично воспаление кое што ние воопшто него ни осеќаме многу ретко, дури кога ќе се случи таа бенигна хипертрофија на простатата, особено на средниот резен, која ќе почне да го подзатвора изводниот мочен канал, дури тогаш осеќаме први симптоми, да кажеме. Односно, не може убаво да се испразни бешиката, се будиме навечер, повеќе пати за да испразниме. Едноставно, детрусорот на бешиката не може убаво да го испразни, а она што е во самата бешика преба надвор низ изводната уретра. Има ли некој специфичен симптом што го дава ракот на простатата? Нема, за жал. Ниту Специфичен симптом, ниту еден, се додека не стане премногу касно. За жал нема. Инаку кога би имало специфичен симптом, особено во некој ран стадиум, супер сите би ги откривале рано. Докторе, во онкологијата популарни се скрининзите за откривање на рак на дојка, рак на дебело црево, меланом. Би сакал да се популарни, би сакал на вистина да се... Па се зборува за нив и ми се чини дека свесноста кај луѓето расте и дека се почесто ги бараат тие прегледи. За среќа, да. Колку повеќе се зборува, толку повеќе свесноста расте. За среќа, да, и треба да се зборува. Што би бил идеален скрининг? Идеален скрининг... Има ли скрининг за рак на простата? Различен во различни земји. Што тоа значи? Да речеме, FDA го прифаќа PSA, особено PSA Velocity, ќе објасниме што значи. Тоа е тумор маркер. Тумор маркер се зима од крв, се учитува вредноста и минимално инвазивен, едно боцкање во вена, јухуху, сите среќни, нема чачкање со прст. Дигиторекталниот преглед е кај мажите најнепосакуваната метода. Тоа е всушност тоа што ги одбива од прегледот. Тоа е тоа што ги одбива. Значи, положбата во која што е пациентот или клиентот, не мора да е пациент, дај Боже да е све окей, наместен самиот преглед едноставно за мажите одбивно. Меѓутоа, па за тоа нема никаков проблем со ехо прегледот. Да речеме, веќе магнатната резонанса на карлица со контраст е доста скапа метода и магнат не може да се користи како... Вака, прво да ви објаснам што би бил идеален скрининг.
Идеален скрининг би бил преглед кој што се изработува брзо, ефтино, е неинвазивен, по можност, е многу сензитивен и многу специфичен. За жал таков нема. Затоа не сите земји го прифаќаат ПСА како скрининг метод, да речеме. FDA го одобрува во Америка како скрининг метод, меѓутоа Британија, National Health Services, NHS, не го одобрува. Така, но колку овој тумор маркер ПСА е специфичен кога станува збор за рак на простата? Може ли некои други состојби на простатата да дадат покачена вредност? Се работи на тоа многу и за десетина години ќе ги имаме, бидејќи дел од тоа што се работи во светот и нашава генетска лабораторија почнува веќе да работи, тоа се специфични туморски циркулирачки метиломи. Се надевам дека за некои 10 години ќе станат скрининг метода не само за рак на простата, него за многу типови на рак. Ајде се околу сензитивноста на ПСА. Она што сега е достапно. Она што сега е достапно. А до 4 нанограми на милилитар Добра. сензитивност е релативно слаба. Над 4 нанограми на милилитар веќе се зголемува сензитивност. Така да колку е вредноста поголема, сензитивноста расте и до 100%. Што значи сензитивност? Мерка со која што утврдуваме колку од оние што имаат зголемен ПСА се заболени, колку не се заболени. Кај ниските вредности на ПСА сензитивноста е негде 2 до 60%. Во превод, кај 40% е утка. Бенигното зголемување на простата ќе даде покачена вредност на ПСА? Да. Или некоја хронично воспалување поради Да. чести сексуални односи? Значи сето тоа може да... Не мора да значи дека честите сексуални односи ќе доведат до простатит. Особено може и ако отсуството? кај моногамни партнери кои што добро се чуваат од инфекции, не би требало воопшто да доведе. Сексуално преносливите болести доведуваат до простатит. Значи сексуално преносливите болести всушност ќе доведат до ваков проблем, а И не е зачестени тоа поврзано уринарни со инфекции, не, и самите уринарни инфекции. И самите уринарни инфекции. Второ, интересен момент кога сме кај ПСА, малце да ви го објаснам, што мислите сега, може ли ја вас да ве прашам, како водител? Простата е типичен машки орган, кај жени не постои така. Така. Меѓутоа, кога ќе се измери ПСА кај жени, се добиваат некои минимални вредности, верували или не. Да. Периуретралните железди знаат во мали количини да произведуваат ПСА. ПСА е иначе така доста дискутабилно име во 70-тите како е дојдено до него, инаку е познат како каликрин 3. Да, значи кај жените може да биде извонредно низок, скоро немерлив, тешко мерлив. Така. Поради тоа што тие парауретрални железди го произведуваат околу уреđата. А колкава треба да биде вредноста кај мажите на Зависно од ПСА, возраста. за да се посумневате дека има метастази? Тука е зависно и од возраста. Повторно возраст е фактор. Постојат карциноми на простата, особено оние кои што се така наречени ситноклеточни или оние што имаат неуроендокрина диференцијација, не мора да е чиста аденокарцином, каде што генот кој што го кодира ПСА, значи ПСА го кодира ген од нашиот геном. Ако е дилетиран тој ген, вие уште устап нема да имате високи вредности. Дури почесто се случува кај оние што имаат многу повисок глисон скор, односно оние што се многу поагресивни карциноми, да не соодветствува клиничката слика агресивноста на карциномот со вредноста на ПСА. Значи ПСА може да биде мирен, а пациентот да има агресивна форма За на среќа во карцином. најголемиот дел на случаите корелира. И ПСА корелира и она што го викаме ПСА велосити. Особено во раните стадиуми е битно. Е битен тој од 2008 имаме нов момент. ПСА велосити, освен како ПСА брзина на пораст, ја не знам како на друг начин би го превел. Дефиницијата за ПСА велосити е зголемување за 0,75 нанограми на милилитар на година. Значи се следи порастот на овој ПСА. маркер. Така да, дури да е во она што го нарекуваме нормален ранг очекуван за возраста, адаптиран за возраста, тој пораст е веќе сигнификантен дека треба да се направи ехо или магнетна карлица. Докторе, вела дека ракот на простатата е бавно растечки карцином.
Тие што се Не секогаш? оние карциноми кои што имаат низок глисон скор се помалку агресивни во својот раст. Меѓутоа, оние кои што имаат висок глисон скор, да речеме 504, односно 8, 9, 10, тоа се извонредно Значи, агресивни. различно, зависи од типот на карциномот што се на Зависи од типот на простатата. карциномот. Второ, воопшто не е ретко до еден момент и оние што се споро растечки, до тој момент се спори, меѓутоа моментот кога ќе настанат плюснови мутации, кога ќе влезе веќе во она што го нарекуваме кастрацијно резистентен, отпорен тип, отпорна фаза, тука веќе драматично побрзо почнува се тригерира таа забрзана канцерогенеза. Болест е подмолна, како што кажавте, не дава никакви симптоми. Во почетокот, да. На почетокот, да, се додека не биде доцна, така кажавте на почеток, но исто така дава и метастази, обично далеч. За жал, да. Каде, во кои органи обично? Коските се предилекционо место. С туморите кои што се хормон зависни, како дојка, као простата, многу сакаат коски. Со тоа што простата, како што дава и остеолитички, така дава и остеобластни лези, што значи тоа не е само разградување на коската како метастаза, туку и создавање на нова незрела коска. Остеобластните се многу потипични за ракот на простатата. Тоа значи при одредена покачена вредност на ПСА над за одредена возраст нема точна корелација. Не, дали веднаш барате скен на коска да се направи, ако е секако прилично вака, покачен? Вака. Секое сомнение мора да биде прво потврдено биоптички. Значи мора да се земе биопсија. Тоа е првиот чекор. Тоа е првиот чекор. Биопсијата мора да го одреди глисон скорот, односно она што го нарекуваме скратено агресивност. Мора локално прво да се определи локалната негова напреднатост, па дури потоа ги бараме метастазите. Сега, како најпрецизна метода, најпрецизна метода е нешто што се вика ПСА-5. Значи, не она што ние го имаме овде, тоа е FDG5, односно флуородигликоза, како радиотрасер, туку ПСМА како радиотрасер на позитронска емисиона томографија. Сега, дали Тоа таа... се сложено звучи, значи ПСМА, Да, пет скен, така би дошло. Да, тоа е позитрон емисиона томографија, која што може да ја комбинирате и со магнет по-ново и со компјутерска томографија, за да точно ви ги определи местата кои што во себе го имаат тој антиген. Тој радиотрасер поспецифично се врзува за туморските антигени. Сега, толку многу да кажеме специфичен да често пати и најмали микрометастази успева да ги најде во... Да ги лоцира. И да ги лоцира и по коски и по ливни садови. И по ливни јазди. Која е целта на современото лекување? Дали е излекување целосно на Секогаш ракот првиот на... императив излекување ако може. Можно е тоа или пак да се сведе на хронична болест, како што е, да речеме, од смртоносна болест да премине во хронична болест, како што е диабетес мелитус, да речеме? Значи, вака, најдобрата прогностичка група. Ран стадиум до Т2, Почетните форми на болест. низок глисон скор 303, значи до седмица, без седмица, значи 6 заклучно, и ПСА не повеќе од 10 нанограми на милилитар, се сметаат за оние кои што имаат најдобар тек. Најдобра прогноза. Најдобра прогноза. Така да ниските стадиуми, јас многу повеќе ја преферирам како метода радиохирургијата отколку класичната хирургија. Бидејќи со радиохирургија значи во 3 до максимум 5 фракции го напаѓаме туморот со доволна доза да буквално го убиваме. Така да потоа најчесто дури не ни треба ни антихормонска терапија. Нема потреба. Зачувувањето на сексуалната функција е тука најважната работа. Кај мажот прашете го што повеќе би ценел да зачува сексуална функција, наспроти инконтиненцијон ќе ви каже сексуална функција. Така да тука најмногу се зачува. Ќе продискутираме детално зошто се јавуваат овие два проблема, и сексуална дисфункција и инконтиненција, односно неволно испуштање на урината. Но вела докторот... Зачуваноста на нервниот систем локално, на нервните сплетови е најголема
при радиохирургија, па при брахитерапија, па дури потоа при операција. Значи, радиохирургија, Брахитерапија, а на крајот е хирургијата, на односно... крајот е класичната хирургија, односно што се смета за златен стандард? Хирургијата? Зависно од стадиумот, значи повисоките Значи стадиуми. нема правило ни тука. Веќе 2B граничен лимит кога можете со радиохирургија да настапите. А до стадиум Т3, односно локално Т3, можете и со брахитерапија, веќе Т4 брахитерапијата не ви дава такви резултати. Што е каква терапија тоа? Брахитерапија Да. се влекува со игли кои што Добро. се носачи за одреден тип на емитер на зрачење. Се прави Што е под зрачење, анестезија. форма на зрачење, така? Тоа е форма на зрачење. Значи, се Зрачна прави- терапија. Да, зрачна Целна. терапија. Насочена? Прилично е целна. Значи, прилично добро го опфаќа тој туморски волумен кој што треба да го озрачи, а веднаш потоа нагло паѓа дозата за да не оштетува понатаму здрави ткива. Така да брахитерапија е многу благодарен метод. Оној што стварно знае да ја направи, каде што треба да направи, одлична метода. А доколку е неопходна хирургијата, тогаш се отстранува целата жлезда? Или може да се преживувањето во она што е Т4 веќе локално многу напредна стадиум. Добро. Нема да верувате. Преживувањето е исто ако се направи она што го нарекуваме радикална простатектомија, значи класична хирургија, наспроти добро направена екстернал бим радиотерапија, она зрачење на акселератор. Значи, преживувањето е исто. Нема голема разлика. Односно, нема никаква разлика, кога разбрав. Нема. Значи, се едно е дали ќе се... Или добро. зрачите, или оперирате. И сега, во однос на последиците, која е разликата? Доколку се отстрани целосно со операција, со Прво, хирургија радикална простатата, тогаш простатектомија. ќе се јави уринарна инконтиненција секогаш. Значи, ајде вака да ги објасниме. Предностите, ајде, што е за и против едната и другата? Радикалната простатектомија е доста крвава операција. Од друга страна, радиотерапијата воопшто не е крвава. И радиотерапијата има свој мани, не е дека нема свој мани. Значи има и рани, и доцни несакани ефекти. Значи може да се развие хронично воспаление и на бешиката, бидејќи дел од бешиката секако влегува во зрачното поле, како и предниот зид на дебелото црево. Значи, цревото може да биде засегнато. Меѓутоа, па нерватурата е зачувана. Што е важно за уринирањето. Многу. Значи, инконтиненцијата многу почесто се јавува кај радикалните простатектомии. Кога е целосно одстранета оваа жлезда. Сад, не дека ја не сум хирург, па еве сум онколог, радиотерапевт, па повеќе ги преферирам. Обично онколозите и хирурзите имаат различно објаснување, различни Секогаш на пациентот избори треба за да му, на предност пациентот на секогаш треба да му се терапијата. предочат пред да се направи одлуката, треба заедно со пациентот да се направи. Тоа треба да го направи борд. Мора да му се кажат какви ќе бидат несаканите ефекти од едната и од другата метода. Доколку се пристапи кон зрачна терапија, дали може потоа да се направи класична хирургија? Се правело. Се правело, меѓутоа веќе е непотребно. Доколку има потреба, Доколку тоа има, не е причина. Не само тоа, и проблем е што кај напредните, локално напредните тумори, кога се прави радикална простатектомија, често пати се случува да постои она што го нарекуваме минимална резидуална болест. Во превод, да операцијата не е изведена во здраво, бидејќи хирургот веќе нема каде стварно понатаму доди во својата радикалност. Не дека он не сака да оди радикално, сака, ама веќе понатаму било би смислено да понатаму сече. Така да... Со хирургијата се отстрануваат и лимфните јазли? Да, мора да се направи дисекција на базенот. Доколку Исто и со радиотерапијата се прави, лимфниот базен е влезен во зрачното поле. по овие терапии може да доколку болеста била локализирана, сметате дека пациентот излекува? Повторно ќе кажам, секој стадиум се носи свој ризик за повторна појава на болест. Самиот глисон скор исто така определува кафе понатаму ризикот. Не е еден фактор кој што ќе одлучи. А доколку е одстранета жлездата на ваков или онаков начин, значи простатата, сакав да кажам. Потоа како се следи состојбата кај пациентот? Повторно испитувате ПСА? Секогаш. Значи повторно тумор маркер. Секогаш ПСА И испитуваме. какви се неговите вредности? Во тој случај? идеални услови, односно најмал ризик е кога ќе паднат под 1. Значи и целта на терапијата која што ја даваме после
Тоа е хормонска терапија насочена преминеме кон сега на инхибиција на андрогениот рецептор, односно рецептор за тестостерон, да биде ПСА ниско. Значи да направиме комплетна инхибиција на ефектите на тестостеронот. Дојдовме до тестостеронот. Значи, ракот на простатата е хормонски зависен, слично како што може биде хормонски зависен ракот на дојка кај жената. Дел од ракот на... Значи, тестостеронот го храни на некаков начин, може се каже, овој карцином. Да, го храни. Сега, значи, треба да се... И е фактор за раст, значи не е храна буквално, далеко од буквално храна, меѓутоа е фактор за раст. Се однесува како фактор на раст. А ракот на простата се храни и од се она што и основна храна и за другиве. Значи, долго време владееше размислување во нестручната јавност дека туморот е исклучиво се рана со гликоза, воопшто не е така. Значи, за туморот... Се уште владее тоа убедување? Па не, тоа е многу погрешно. Тоа е многу погрешно. Пациентите кои што ќе добијат диагноза карцином, најнапред ги сфрлат шеќерите од исхраната. Тоа е одлично. А тоа е одлично. Тоа е одлично, зошто? Канцерската клетка нема доволно време во своето размножување да направи доволен број на митохондрии. Бидејќи нема доволен број на митохондрии, начинот на кој што ја користи гликозата е преку анаеробна гликолиза, у превод нешто што се случува во цитоплазмата, а не во митохондриите. Меѓутоа, анаеробната гликолиза е многу неефикасен начин на добивање енергија. Зошто? Она што е аеробна гликолиза, односно расцепување, цепење на гликоза во присуство на кислород се случува во митохондрии. Од 1 мол гликоза се добиваат дури 36 мола АТП, аденозин трифосфат, на наше основно гориво. Бензинот наш, дизелот наш, како сакате нарежете да го, или ако мериме у вати, ватот наш. Меѓутоа таа се случува многу контролирано и многу споро. На канцерската клетка им треба брза енергија. Баш кај што нема митохондрии, баш им треба брза енергија. И затоа во цитоплазмата се случува анаеробната гликолиза, односно распад на гликоза, каде што не треба кислород. Значи, паметно што се прави промена во исхраната. Паметно што се прави, меѓутоа. Но има тука едно но. Така, од 1 мол гликоза добиваме само 4 мола АТП, значи 9 пати помалку, ама ги добиваме сега и веднаш. Исто тоа, исто како и оние спортови кои што се експлозивни, кои што бараат веднаш многу енергија да добие телото. Меѓутоа, ако нема доволно аминокиселини, ако нема доволно масти, тогаш канцерската клетка не може да се дели, не може да направи клеточна мембрана, не може да ги направи составните елементи, гликопротеините, липопротеините, значи им требаат и аминокиселини, посебно глутатион. Им требаат и масти. Ако нема доволно рибоза и деоксирибоза, како ќе направи ДНК и РНК? Значи, идеално би било, да се размножи таа канцер клетка, унатре да нема јадро, да нема ДНК и супер, со таа делба веќе завршува, не ни мора да се лекуваме, едноставно ќе заврши. За жал не е така. Да, тоа е правилно што прво го исклучуваат шеќерите. Особено простите шеќери. Значи, кога кажуваме шеќери, тоа е една така голема категорија на соединени, има прости и комплексни. Баш напротив, комплексните шеќери, особено оние што ние не може да ги свариме, се тие што се најдобри, особено во позрелите години. Некои применуваат и тактика со гладување, но докторе, тоа е прерадикално. Може за исхраната можеме и друг пат детално да разговараме. Можеме и друг пат детално, меѓутоа и тоа морам да го објаснам. Во активна фаза, кога имаме рак кој што не е изваден макроскопски од нашето тело, најпогубно е да отидеме на гладување. Тогаш најбрзо ќе се развие. Бидејќи мораме да сфатиме дека туморот е нешто што е метаболички активно ткиво. Он создава за своите потреби посебници, дури хормони може да создава, кои што се насочени исклучиво во негово преживување. Во негова полза. Исклучиво во негова полза. Така да гладувањето, тука ставањето на здравиот дел од телото на такви искушенија многу погрешно и они побрзо завршуваат со смрт. Па еве како што е случајот со карциномот на простатата, врз него делуваат всушност машките хормони. Тие го поттикнуваат растот. Значи повеќе фактори влијат, не е само храната. Еден од факторите на раст. Тоа е само еден од факторите на раст. За жал има многу фактори на раст и тоа нема да верувате. Нели почнавме да збориме за фактори на ризик.
И тука тргнавме од возраста и не се вративме на вториот многу битен фактор. И тоа втор многу битен фактор кај најголемиот дел од карциномите во последно време. Кој е тој? Масното стомачно ткиво? Стомачната дебелина? Она што го нарекуваме висцерално масно ткиво. Лачи преку 600 адипокини, материи специфични за тоа масно ткиво. И 40 од нив се однесуваат како фактори на раст, на туморски раст. Значи, стомачната дебелина е директен ризик фактор, поврзан со карциномите, со нивниот раст? Со многу од карциноми. Дебелината. Значи, тоа е многу важно што треба да обратиме сите ние внимание, бидејќи седичкиот начин на живот си го прави своето. И седечкиот начин на живот и екстра внесот на калории во име на допаминот и на задоволството, нели? Особено ние сме така социјален народ, што би се рекло, и ние немаме мерка во основната институција на нашиот социјален живот, така наречена кафеана. Да, некогаш сакаме да бидеме хедонисти. Па да, нашиот ген за жал е хедонистички. И тоа може да создаде проблем. Сега кога станува збор за доктор за ракот на простатата, се дава хормонска терапија. Се дава всушност хормон кој што ќе го спречи лачењето на тестостерон од тестисите. Ние го крстивме тоа хормонска, во суштина е антихормонска терапија. Инхибитор на хормонска терапија. Значи, даваме специфични лекови кои што се врзуваат за андрогениот рецептор. Хемиска кастрација, еве го најдов терминот. Дали е тоа хемиска кастрација? Се уште не е тоа хемиска кастрација. Не е истото? Не е истото. Значи, а слично е? Се надополнуваат едно со друго. Да ви објаснам како. Ајде. За да се случи хемиска кастрација, треба да се прекине сигналот кој што трга од нашата хипофиза кон простатата. И тоа се прави со лекови по име госерелин, триторелин, тие се даваат или подкожно или мускулно. Тие спречуваат да се создадат така наречени ослободувачки фактори од самата хипофиза кон простатата. Значи, иницијалниот сигнал што трга од хипофизата, што и наредува на простатата, создава и сексуални хормони. Додека, она што го нарекуваме хормонска, што е у суштина антихормонска терапија, односно инхибитор на хормонска терапија, е нешто што директно се врзува за андрогениот рецептор, и тоа не е рецептор што се наоѓа на мембрана, него е внатре во цитоплазмата пред самото јадро. Тоа е фактички она што го нарекуваме фактор на транскрипција. Последната молекула која што цитоплазмата влегува во јадрото и му вика се овие гени ќе ми ги откочиш, прави ми на овие гени за брзано создавање ми треба да работат. Токму таа молекула, лековите како бикалутамид, абиратерон, ензалутамид и по новите генерации, тоа се баш лекови што го врзуваат тој андроген рецептор. И на почетокот, кога се развиваше генетикава, нашето разбирање за генетиката во онкологија, ние мислевме дека тој андроген рецептор мора тој да мутира прв, мора кај него да биде проблемот. На крај што свативме, 10% од луѓето кои што имаат карцинома простата имаат мутиран андроген рецептор, а 40% имаат нешто што се вика амплификација негов, односно поголем број на копии. Повеќе андроген рецептор имаат во тие туморски клетки. Тоа е зголемен број на копии или амплификација на рецепторот. И на тој начин со лековите, кои што се андроген инхибитори, се врзуваат за самиот андроген рецептор и не му даваат он да ја оствари својата функција во јадрото, одноставно да потикне други гени кои што ќе дадат други протеини што му требаат на туморот. И на тој начин ние го држиме под контрола. Колку време така можете да го држите пациентот под контрола? Императивот е што подолго. Значи, уметноста во лекувањето на простатата е не се одеднаш да испукате. Нека да добиете извонредно со минимален број на лекови, да добиете ниско ПСА и да го одржувате што подолго така. А дури по потреба да го испукате целиот арсенал. Така да прво се почнува 90% од ефектот отпаѓа на она што го кажувате вие хемиската кастрација, лековите како госерелин или трипторелин. Тие може да бидат прв чекор во лекувањето? Тие се првиот чекор. Ама не мора да значи дека трајно ќе се остане на нив. И тие се исклучуваат по потреба, особено кај оние тумори кои што имаат низок ризик од понатамошен развој. Значи низок глисон скор, ниски стартни нивоа на ПСА, низок стадиум. Комплетно прекинува излачувањето на тестостеронот кај мажот или пак надбубрежната жлеза создава нешто? Тестостеронот, да го објасниме, редно е да знаат гледачите што, како, зашто. Пикот на тестостерон е во пубертет.
после пубертет, неговиот пик постепено се намалува до 35-та година. Од 35-та понатаму почнува веќе пострма крива на опаѓање на лачењето на тестостерон. Не се произведува само тестеси и простата, се произведува и во она што го нарекуваме подкожно ткиво. Масно ткиво, вистеларните масти. Да. Процес многу познат, одамна наречен периферна ароматизација. Од холестеролот прво се произведуваат андрогените, односно тестостерон, па дури потоа и женските, значи да и мажите во, ја да речеме, моето висцерално масно ткиво произведува ми естрон и естриол, женски хормони. Така. И микроколичина на прогестерон скоро немерлив. Затоа всушност треба многу да се зборува за стомачната дебелина, за виселарните масти и за одржување на телесната тежина. Видете, особено сега кога се јавуваат оваа последнава генерација на лекови против диабету, суштина, нивниот мејнстрим сега е дебелина. А семиглутидот и нему сличните, особено од кога се појави ребелсисот како орална форма, а не да се боцкаат луѓе, многу малку од нив прочитале дека ризикот за развој на тироиден, особено медуларен тироиден карцином е зголем. И дали на вистина ќе го одберат како начин на слабење и начин на контрола на диабетот. Бројни има несакани ефекти и со жолчното кесе, и со панкреасот. Панкреатитите и не толку чести. Пак ова е многу сериозен несакан ефект за среќа, па медуларниот ајде полесно се лекува медуларниот тироиден карцином. Меѓутоа сепак е сериозен несакан ефект. Така, апсолутно. А никогаш не предизвикува панкреатити, да речеме, кој што се панкреатитите, она што ги нарекуваме постсвадбарски панкреатити, прејадување со масно и препивање со жестока ракија. Значи, тоа е идеална равенка за брза смрт. И за токсикологија и кардиологија. Тогаш е веќе за интензивна нега бидејќи Аха, интензивна нега уште посложено. Голем дел од тие панкреатити завршуваат смртоносно. Значи сосема може да откаже Не, за среќа кај семиглутидот не се развиваат такви панкреатити. Аха, не толку јаки, туку при пријадување како што споменавте. Постсвадбарските или постновогодишните. Да се вратиме повторно на она антихормонска, вие што рековте, всушност терапија, која што се нарекува хормонска терапија за намалување на тестостеронот во процесот на лекување на... Блокирање на андрогениот рецептор. Тоа е уште посложено, така? Бидеме прецизни. Најпрецизно, значи блокирање на андроген рецептор, дали тој ќе доведе... Не мора да значи дека нивото на тестостерон ќе падне. Битно тестостеронот не може да се врзе за неговиот рецептор да го остави Значи нема секогаш да падне, но нема да се врзе за рецепторот ПСА на... ќе падне. ПСА-то, што е клучно, како тенденција. Како директен показател колку таа туморска генеза е активна. А потенцијата ке мажот дали ќе падне? Да. Значи еректилната дисфункција ќе биде присутна цело време за додека се зема лекот? Да. Во некој степен да. Претпоставам дека мажите имаат проблем кога ќе го разберат ова. Имаат проблем, меѓутоа за среќа па ќе кажам е тумор кој што настанува во постари години. За млад човек тоа е стварно погубно. Така да, настанувајќи во постари години, кај нив веќе и така либидото паѓа. Така да на голем дел од нив не има ни проблем. Кај постари пациенти, дали може би советувате хируршко отстранување на тестисите, за да не се земаат вакви терапии и на тој начин да се спречи продукција на тестостерон? Повторно либидото ќе падне. Така. Дали ќе биде хемиска кастрација со лекови, со инекции, овие што ги збориме цело време, госералин, триптуралин, или ќе биде хируршка, зашо хируршка која можете и бескрвно да го направите тоа. Значи, јас сум присталица кога веќе нешто ми ги дава истите резултати, да се оди што помалку агресивно. Не мора да се оди толку агресивно. Како и да последиците од лекувањето се прилично непријатни и влијаат на квалитетот на животот? Се непријатни, апсолутно, да, влијаат на квалитетот на животот. Затоа е многу важно навремено да се детектира болеста за овие последици да бидат што поминимални и за квалитетот на живот да биде што подобар. Што доколку се утврди присуство на метастази? Се лекуваат и тие. Коскените метастази се домина. Успешно ли е лекувањето доколку болеста е во напредната фаза? Да, е се вака. Проблем се оние ултра, особено оние што не се аденокарциноми, него се мешани, каде што има
и невроендокрина варијанта, и ситноклеточна варијанта, и саркомска варијанта. Тоа се скоро невозможни тумори да ги контролираме. Таму и хемотерапија не помага, и хормонска терапија не помага. Тоа се веќе доста комплексни ситуации. За среќа се извонредно ретки. Извонредно ретки, а се многу агресивни. Колка ви се рецидивите? Зависи. Колку е често повторувањето на болест? Значи ќе го намалите ПСА со соодветна терапија, ќе сметате дека пациентот е добар, колка е шансата проблемот да се повтори? Кај високоризичната група, значи оние кои што се со стартно поголем локален тип на тумор, над стадиум 3 и поголем, оние кои што имаат над 20 ПСА стартно, и оние што имаат глисон скор од 8 нагоре, кај нив ризикот е огромен, односно кај нив очекуваме со сигурност дека во одредено умело време ќе се случи рецидив на болест или метастаза. Докторе, ќе ги вклучиме гледачите пред самиот крај на денешната емисија. Од овој момент, почитувани, ќе биде испишан телефонскиот број на телевизија Телма на екранот и вие ќе можете да се јавите. Доктор Милан Ристевски, онколог од клиничката болница Жан Митрев е гостин во студиото на Телма. Докторе, во клиничката болница Жан Митрев се спроведуваат и неколку студии кои што се однесуваат на ракот како што е меланом и карциномот на бели дробови. Неситноклеточен карцином на бели дробови. Студијата што имаме за меланом е студија во аѓувантен сетинг, постоперативен сетинг. Меѓутоа, не сите стадиуми се кандидати за терапија, туку од 2Б до 3D стадиум. И најдоброто кај оваа студија тоа што нема плацебо, него со сигурност се добива лек. Втората студија е студијата за неситноклеточни, аденокарциноми претежно. Сега, ова е метастатски сетинг. Значи, пациенти кои што не биле на никаков третман, прва диагноза, многу е битно тоа да немале претходен третман. Овде се работи за комбинација на хемоимунотерапија и тоа цели 2 години. Терапијата е комплетно покриена од спонзорот на студијата, не постои плацебо и конкретно и овде, така да таму морам да го нагласам за пациентите. Што е исклучително важно за сите што се вклучуваат. И све што е предвидено во протоколот на обете студии за пациентите, иако сме ние приватна клиника, за пациентите е комплетно бесплатно. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност, ќе ги замолам да бидат што поконкретни со прашањата, бидејќи имаме многу малку време до крајот на денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Јас сум во програма. Да, вие сте во програма, ве слушаме, повелете. Само ќе го намалите тонот на телевизорот, за да можеме убаво да комуницираме. Јас имам... Така, ве слушаме. Јас имам канцер на простата. Така. И малек канцер. Ама имам и мозочен удар. И кога ме пратија на урологија кога бев, не сака да ме оперира простатата, дека е тромб, како се откачи, што ќе ти правиме. И идев на онкологија, на хормонска терапија. И ми спадна тумор во кајзер скоро на нула. Така. Кај до гинеколошка бев. И сега сум добар, ама не знам кога требам пак сега. И имам проблем, не можам да празнам без шиката, не можам да се испразнам. Така, имате таков проблем. Така, барате некаков совет во вашата ситуација. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Вака е, како што разбрав, пациентот е третиран само со така наречена антихормонска терапија, се уште немал зрачен третман, меѓутоа прашањето на контрола на сфинктерите на бешчиката и неговиот мозачен удар, треба да видам која регија бил тој мозачен удар, што друго од невролошки дефицити има. Така. И дали е навистина само до карциномот на простата, кој што, бидејќи гледачот каже дека е со ниско ПСА, дека најверојатно има контрола врз карциномот на простата, меѓутоа останативе невролошки испади кај него треба да се проценат. Да се проценат, така. И комбинација онколог и невролог би било најдобро или? Сите комбинации се всека во игра. Така, значи мора директен контакт со доктор за да добие одговор за што станува збор во неговиот случај. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало? Ве слушаме одлично, повелете.
Ало, добар ден. Добар ден. Нешто слабо ве слушам. Но ние ве слушаме подобро до одлично. Јас ве следам Така? и пациент сум имам проблем уствари со простатата, например. И пием дустер навечер и танис. ПСА-то последно ми е пред 15 дена 0,640, така негде. Пред 2 месеца ми беше 0,330. Докторот би сакал да ми кажи дали да продолжам да ги пием со ова дустерот нешто или ПСА-то како е во оваа ситуација. Така, имате дилеми во однос на терапијата и на вредноста на ПСА. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Како што можам да сватам, станува збор за бенигна хипертрофија, која што е веќе под терапија, комбинирани на алфа-блокер и на 5-алфа редуктаза. Инхибитор така да изгледа дека има добра контрола на болеста. Сега, не ги опише и симптоматолошки како оди тоа, дали има контрола на празнењето на бешиката или не. Меѓутоа, прашањето што овде треба да се постави, дали може според ова да се исклучи дека има или нема карцином на простата, ќе мора, значи, да се направи барем еден магнет на карлица. Според ова е БПХ, односно бенигна хипертрофија на простатата, според ова што го кажа гледачот. Така. Според ова бенигна, но сепак би препорачале секогаш таа бенигна хипертрофија, особено кога е тој среден лобус упрашање, треба е високо суспектен дека може би да премини во карцином на простата. Они кои што имаат бенигно зголемена простата, на колку време би требало да прават ваков тип на испитување? Ехото ќе покаже кога е правиот момент да се направи магнет или пецкен. Само тоа ќе покаже. А дали карциномот на простата секогаш се развива на одреден дел на простатата, карактеристичен или може било каде да... Тоа се два латерални лобуси и еден среден, значи сите лобуси се подеднакво. Така имавме некои фотографии, може би ако ги видиме и да искоментирате. Карциномите кои што потекнуваат на база на бенигна хипертрофија се претежно во среден лобус. Во средниот лобус. Кои што потекнуваат каде што има веќе претходно развиена бенигна хипертрофија на простатата. Докторе, се работи на експериментални лекови за рак на простата. Да. Што велат испитувањата? Ветувачки ли се нивните резултати? Може ли да се очекува дека набрзо ќе може со терапија да се излекува со едно апче? Или пак за сите типи на простата? Не, сега не знам точно конкретно за кои карциноми, но има видов повеќе групи на експериментални лекови. За жал, она што е најголем хит во онкологијата, имунотерапијата, за жал простатата не е и карциномот на простата не се така наречени имунореактивни типови. А не се? И резултатите се многу разочарувачки од имунотерапија, дури заедно дадена со хем. Така да имунотерапија денес да е одобрена, и тоа со ниво на доказ многу лошо. Се смета дека се апсолутно најпоследната опција на лекување, кога сите претходни опции на терапија се веќе искористени. Што значи тоа? Тоа значи, помината е максималната андрогена блокада, па настанал релапс, односно на што го нарекуваме кастришн резистент, кастрационо резистентна форма, каде што не вреди веќе да кастрирате ништо понатаму, бидејќи нема да добиете одговор од тип на терапија, па следи понатаму веќе искористени, да речеме, оперативниот третман или зрачната терапија, искористени следните генерации на андрогени инхибитори од типот на абиратерон, ензалутамид, искористена хемотерапија, доцетаксел, кабазитаксел и има една вакцина, една од така пораните типови имунотерапија, сиполиуцал-Т се вика, искористени. Таа опција, ако веќе состојбата на метастазите на коски не може да се контролира со бисфосфонатна терапија, или со ранг-лигант инхибитор, тогаш се оди на терапија со радиум 223, па и при случај на неуспех и на таа терапија, дури тогаш се оди на имунотерапија, меѓутоа паќе нагласам, резултатите се многу разочарувачки. Затоа, редовни уролошки прегледи, да заокружиме со тоа. Редовни прегледи, да. Тоа е клучот? Сега за сега. Значи, ја би сакал тој тип на скрининг кој што ќе биде базиран на специфични туморски или тумор циркулирашка ДНК у микротрагови или она што го реков специфични туморски метиломи во трагови
тоа ќе биде навистина breakthrough од невидени размери. Тогаш ќе одиме еднаш има голем годишно, пресврт. зијаме крв и ни кажуваат, тало све е супер, терај дале. Сега засега стануваат класичните уролошки прегледи, Остануваат ехопрегледите, комбинација. а дали ПСА се прави како превентивен преглед, да речеме да си направиме Никаде не испитување пише на дека е тумор маркери, забрането бидејќи да не направиме советуваат далеку од докторите Над да има 50 таков годишна пристап. возраст, да, се советуваат докторите, особено уролозите, како советуваат. Над 50 години. Над 50 Бидејќи се години. случа некош помладите да направат, па ќе им излезе Тука е покачен. техничко прашање. Па из паники. Самиот ПСА, односно тој каликрин, постоеше едно време една теза дека не треба да се испитува ако у претходните 24 часа мажот имал ејакулација, бидејќи на тој начин би било намалено, па после излегуваат други студии кои што вика, извини, ама постејакулаторното ПСА се зголемува баш поради ејакулацијата и се советува глобално барем 2 дена пред тестирањето да немаат ејакулација за да имаат точни вредности. И тоа мора да го нагласиме, што многу ретко кој го кажува. Значи 2 дена пред Да испитувањето немаат да нема ејакулација. никаква ејакулација, бидејќи тоа може да влие Да на влијае на резултатот на вредноста, ПСА, да, така да. на вредноста. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за сето Благодарам. она што го предочивте, како важна информација поврзана со откривањето на карциномот на простатата, но и со лекувањето Се на надевам болеста. бевме барем јасни. Многу една убава презентација, јасна ни дадовте. Ви благодарам. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.